Со што да разговарам често? И сега практички ова исклучено да е Па најверојатно. Поради непочитување на мерките за безбедност, трудникот за олово и цинк во Добрево кај Пробиштек ќе заработи претрошна пријава. Од Државниот инспекторат за техничка инспекција денеска информираа дека пријава ќе дојде од концесионерот и одговорното лице, а казната е од 5 до 10.000 евра. Ваката одлука е по направените инспекцијски контроли на лице место. Мерките за безбедност ги одразуваат претрошна санкција против концесионерот. А тоа се добивањето на целосно писмени изјави од поверените и другата документација, значи потребна на направа геодетска снимка на самото место на несреќата и известено лице евентуално представено. Денес ќе го доставиме до надлежните институции за одредено подготвување. Овој трудник и претходно имал заработено казна, но за непочитување на решение за отстранување на недостатоци. Од Државниот инспекторат за техничка инспекција за моментално има 33 вработени. Била се дека говорат од број на инспектори за целата контрола за сите компании од овој сектор. На концу не така добре. Па тоа прескаш отвара, не сум кај. Сам граница не може се има использува. Значи, треба 24 часа да има инспекција. Другите земји, например, на Русија е така. Значи, целосно 24 часа надзор. Во 2013 во Гледово биле реализирани 4 инспекцијски контроли и е изречена глоба од 80.000 евра и издадени решенија за отстранување на недостатоци. Во дораните 3 инспекцијски надзори изречена глоба од 5.500 евра, а во саставот 2013 година имало 5 инспекцијски надзори и глоба од 5.500 евра. Полицајци проверувале по викенд населените во Обриско се фатени тие опустошиле празните куќи кои граделе од злато, лактофони до прориби и информашни. Четворица крадци од Охрид и Кичево опустошиле во Охридско. Изминативе 2 месеци арамиите на возраст од 19 до 37 години напаѓале од викенд куќи во населбите Чепоштина и Габовци. Куќи во селата Вапила, Рамене, Рача и Лакочеве. Охридските крадци земале злато, лаптопи, пари, часовници, но дефинитивно ќе останат запаметени на суди пиперки и промет. Практично овде завршува кражбите и тешките кражби на овие 4 лица во кои што не е предвидено што одземаат. Одземање пари, златни предмети, па дури и